Ова време веќе ни е резервирано, секогаш и за линковско вклучување со интересни теми, па и оваа ќе биде исто интересна. Ивана Крсевска-Јановска ја имаме линковски и да ја видиме. Да, добро утро, Ивана. Ајде, зашто ќе разговараме за ова утро и која е твојата гостинка, повели со разговор и представување на истата, како и за темата. Ве слушаме. Поздрав, Слободанка, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи. Убав почеток на новата работна седмица, убав понеделник, она за кое што ќе зборуваме веќе изминатава недела се појави и дојде нели сезоната на грипи настинки, но и во следниот период тоа не очекува секогаш со промена на времето, но и секако со доаѓањето на есента, кое што ни доаѓа токму за една недела, па затоа утро ќе разговараме со нутриционистот Емилија Спасовска-Мусовска, со која што ќе дознаеме совети како да го подобриме имунитетот во овој период од годината. Емилија, ќе ви посакам добро и убаво утро, секогаш добро расположени нели за да ги кажете вашите совети и она што вие го имате од познавање и она што вие го кажувате на клиентите, секако и за гледачите на Добро утро секое утро. Јас се почнала од таму како најдобро е да го започнеме утрото, тоа да биде здраво, избалансирано, но и секако да влијае добро на нашиот имунитет. Добро утро до сите гледачи на Алфа телевизија и поздрав до студијата. И да, секогаш во овој период од годината се соочуваме со бактериски и вирусни инфекции, со почнување на школската година. Не можеме да ги избегнеме овие препреки, а ние можеме да направиме бариера и не треба да го одржуваме ние имунитетот и сега да се преодредиме дека овој период од годината мора да го зајакнеме имунитетот. Имунитетот е нешто што треба да го негуваме во текот на целата година, дали е на пролет, дали е во лето, во есен, зима и така натака, за да може во овој период од годината, кога се сезоната на бактериските и вирусните инфекции, па некако полесно да ги поминеме сите тие бариери. И сакам да напоменам и да апелирам до сите родители, до сите кои што сакаат да бидат здрави и визуелни, дека треба да го одржуваат имунитетот во полн ек во текот на целата година, да се внесува храна која што изобилува со витамини и минерали. Тука ќе ги напоменам цинкот и селенот кои што се важни за одржување на имунитетот, да не го заборавиме и Д витаминот кој што е исто така клучен и важен, или ние некаква асоциација имаме секогаш витаминот Д е сонцето, да, така го абсорбираме, меѓутоа овие витамини ги внесуваме и преку храната, кои што треба да ни бидат во текот на целата година и да ни биде храната избалансирана. Она што можам да го забележам ова утро, бидејќи дојдов пешки до градскиот парк, верувајте дека едно од прашањата ќе биде како да го стартуваме нели денот. Морам да забележам и не сум баш среќна за тоа што го видов, со минимум 5-6 луѓе што се разминав наутро, веројатно го почнуваат денот со бурек, со симит погача, со перек и со геврек. Тука немаме ние корисни нутриенти, само да ја задоволиме жилбата или за глад, да не бидеме гладни, меѓутоа не внесуваме корисни нутриенти. Па мојата препорака е од сабајле да го стартуваме денот со еден убав напиток кој што може да има благопријатно дејство како за дигестивниот систем, како за мозокот, односно концентрација и витамин да внесеме. Тоа може да биде цеден сок од портокал или смути направено со овошје и комбинација со зеленчук. Може исто така да се внесат мед, јајца од подполошка со цеден сок од портокал, така да таков старт на денот ќе ни даде поубав буст на, како би се нарекло, подобар имунитет, кој што ќе се одржува и во текот на целата година и во овие периоди каде што следуваат долги есенски и зимски ладни денови. Да, навистина сите се пред еден предизвик, особено нели ги споменавте и родителите кои што децата се враќаат нели во училишните клупи, а таму секогаш нели имаме повеќе изобилие на бактерии и на вируси каде што се шират кога децата се нели повеќе затворени во еден простор. Што препорачувате еве можеби за децата уште од најрана возраст? Кога зборуваме за
храна која што треба да биде избалансирана, таа храна треба да биде богата со витамини и минерали. Каде може да ги црпиме витамините и минералите? Тоа е од сезонското овошје и зеленчук. Во оваа сезона, каде што следи, имаме толку многу убави овошје и зеленчуци кои што можеме да ги искористиме. Може да бидат и во природна варијанта внесени, а може да се направат и најразлични компоти, може да се направат различни джемови. Еве да речеме, односно овошјето кое што е замрзнато, шумските плодови, има многу антиоксиданси, тоа ќе делува пријатно на бактериските и вирусните инфекции, односно ќе направи бариера, благопријатно ќе делува на нашиот организам, а сме внеле антиоксиданси и тие овошја можеме да ги искористиме да се направи смути, може да се направи джем во здрава варијанта. Тука има и витамин С. Исто така може да ги споменеме портокалите, може компотот од дуњи, како што кажав, компотите може да се искористат воедно и да го стопли нашиот организам. Да не ги заборавиме и чаевите, затоа што многу често чаевите во летниот период се изоставени, затоа што е топло надвор и чајот млак не се пие, меѓутоа чаевите се пијат во текот на целата година. А тие во овие есенски денови што следуваат и во ладните денови може да не стоплат. Исто така чајот од ѓумбир, чајот од маточина и од нане ќе наделува благопријатно на целиот организам, а воедно и ќе не стопли. Исто така што може да се воведат и зачини кои што прават исто така терморегулација на нашиот организам, односно го зголемуваат крвотокот и воедно ќе не стоплат. Дечињата зачинета и лута храна не конзумираат, меѓутоа возрастната популација тоа може во минимални дози да го стави во јадењата, така да имаме и антиоксиданси внесено, како што се куркумата и биберот, тие благопријатно делуваат и се силни антиоксиданси кои што се внесуваат и во текот на целата година и во овој период од годината. А што се однесува до дечињата, покрај храната во градинките и во училиштата, моја препорака е да се направи една убава салата која што изобилува со витамини и минерали, кај што ги има А, Б, С, Д, Е витамините, многу често кажувам витамини од абецедата и колку повеќе е шаренолика салатата, толку повеќе витамини и минерали внесуваме. Бојата на семафорот црвено, жолто, портокалова, тука можеме да најдеме во зелено-лиснатиот зеленчук кој што имаме исто така и магнезиум, имаме и фолна киселина и Б витамини кои што делуваат и на концентрацијата кај децата и делуваат на вегетативниот нервен систем и на оние перформанси кои што ни се потребни во текот на целата година да ги внесуваме и за раст и за развој за децата, а исто така и кај возрастната популација. Да, Еми навистина многу убаво објасни и верувам дека и ги потсети малку гледачите на оно што сме подзаборавиле, или можеби во изминатиот период, некако летото сите се опуштаме повеќе, забораваме на сите придобивки кои што треба да ги имаме за имунитетот, затоа што летото е така по време кога немаме и толку настинки и вируси, не се разболуваме, па затоа малку сме и повеќе опуштени во однос на подигнување на имунитетот, работа на имунитетот, но и секако на исхраната. Еве што можеби највеќе треба да се употребува од овие есенски намирници кои што топрва ќе ни доаѓаат? Па можат најразлични намирници, веќе ја спомнам тиквата, таа е некако кралица на есента, така да тука бета-каротенот, каде што исто така може да се направат и најразлични комбинации, може и тиквата да се вметне и во смути, и во било која комбинација, потоа како што напоменав дуњата, костените, од оброците, од храната, од мешунките во било кое време од годината може, како што се гравот, грашокот, леќата, боранијата. Исто така да напоменам дека месото, рибата, печурките секогаш треба да бидат вклучени во балансираната исхрана, ферментираните напитоци исто така, кефирот, пробиотиците, односно оние кои што се јогуртот, што имаат пробиотски култури, тие благопријатно делуваат на стомакот, односно дигестијата, и е потребно да се внесуваат како за децата, така и за возрастните, физичката активност и сонот, да се избегнуваат процесирана храна која што има само шекери и не влијае позитивно на нашиот организам, даваат енергија, меѓутоа таа енергија не е таква како што ни треба, односно не дава концентрација, таков тип на храна. Она што изобилува со свежи ензими, витамини, минерали кои што ги напоменав оние од абецедата, тие се корисни, а ги имаме во текот на целата година.
Благодарам Еми многу за одвоеното време и секако се гледаме во наредна прилика со нови совети за сите наши гледачи. Ти благодарам. Да, ние ќе ве поздравиме, верувам дека нутриционистката Емилија ви ни кажа некои совети кои што можеби малку сме ги подзаборавиле во изминатиот период и она што е добро да се конзумира, да се практикува, да се конзумира секојдневно во нашата исхрана, се со цел да бидеме здрави и да имаме подобар имунитет. Благодарам за овие совети кои што ги споделивте во утринската програма. Поздрав до Емилија, секогаш со корисни за сите нас, како што кажав, совети за нашето здравје, што е многу важно.